Предлогот азира Лиу да биде нов министер за здравство во следните денови ќе го помине владиниот филтер. Дали до владата ги доставивте предлозите за министри? Се работи, значи, денови. Денови ќе бидат доставени? Да. За сега не е јасно кога точно Алиу ќе се најде во собраниска процедура. Меѓутоа, коалицијата Вреди се уште го комплетира својот список на владини функционери. Прашан дали Алиу ќе се снајде на новата министерска функција со оглед на тоа што доаѓа од информатичкиот сектор, Меджити вели дека за позицијата министер најважни се менаџерските способности, а поради тоа Алиу бил најдобар предлог за тоа место. Предлогот Алиу да стане нов министер за здравство ќе биде ставен на седница во законодавниот дом веднаш штом владата ќе го испрати, уверува собранискиот спикер. Како што знаете, и по закон и по деловник предлогот доаѓа од владата. Премиерот треба да предложи нов министер. Кога ќе дојде на дневен ред предлогот, веднаш во собрание ќе биде доставен до сите пратеници и ќе ја ставиме на првата наредна седница, штом ќе дојде предлог. Порокадите во владиното мнозинство и излезот на Арбен Таравари со дел од својата екипа од владата, од Вреди уверуваат дека мнозинството е стабилно, а нивниот број се зголемува. Веќе расте, вчера се кооптира членовите од Алијанса за албанците на чело со Арбен Фетај, 10 члена од нивна страна, во рамките на Влен е избран шеф на штабот Аднан Азизи. Вчера елаборираше за екипата што ја формира, отварање на штабови по сите градови каде што претендираме, значи, за локалниве избори и работат на визијата и програмата. Нема никаква дилема околу тоа дали имаме мнозинство, се работи околу преминувањето на некоја од една од политичките партии во опозиција, но гледате дека и неколку пратеници остануваат дел од Влен и мислам дека владата и парламентарното мнозинство ќе работи со полн капацитет. Доскорешниот министер за здравство Таравари го сврте грбот на владата и одлучи да оди во опозиција. Иако најави дека на предстојните локални избори ќе коалицира и со ДУИ и со Вреди во интерес на албанското прашање, сепак оваа понуда експресно беше одбиена од првите луѓе на Вреди. Даниел Василев, Сител телевизија.